Време е за обединување и голем договор значаен за еднината на државата, зашто стопанството и граѓаните ги гледаме како тонат во сиромаштија. Ова е заклучокот на првиот човек на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски по одржаниот работен состанок. Председателот на комората Азески рече дека се третираат сите прашања кои се од големо значење за бизнисот. Вели дека мерки мора да има, иако сме сведоци дека тие за жал се уште ги нема. Дополнителен проблем е и енергетската криза, која со сигурност ако се слуша гласот на бизнисот ќе трае уште една година, а последиците ќе бидат огромни. Треба да сме свесни дека ова енергетска криза ќе потрае сигурно уште една година и наредната и да се припремаме за тоа, затоа што она што го испуштивме во овој период нема да можеме да го надополниме и ќе имаме проблеми оваа година и заради тоа се по мене потребни вакви мерки да се помогне, а бизнисот никогаш нема да го заборави тоа и кога ќе дојде време ќе го врати тоа на адекватен начин. Јас се придружувам кон ова што го кажа председателот Азески, потребни се мерки, но тука има едно но кај мене, дали имаме пари за тие мерки? Дали сега има пари за такви мерки, тоа е другото прашање. Сите гледаме дека власта го преспала периодов и тоа кога треба да се работи на изнаоѓање на решенија и мерки за сите, алармира Мицкоски. Тој рече дека прашањето е дали државата ќе има доволно пари да купи струја, која што овој период е и повеќе од потребна. Според неговите пресметки, ако работат трите блока на рек Битола, потоа двете турбини на Неготино и хидропотенцијалите на ТЕЦ Осломеј, тогаш дневно во одредени периоди државата ќе троши по половина милион евра за набавка на струја. Ние повикуваме континуирано на обединување, цениме дека општеството за жал ни е поделено политички, социјално, општествено. За еден голем договор, за кој што зборуваше и председателот Азески, потребно ни е внатрешно обединување, да видиме дали како држава сме подготвени на тоа. Ние како најголема политичка партија, јас како председател на оваа партија сум подготвен да седнам да ги аргументирам позициите, исто како што денеска тоа го правев овдека, пред стопанствениците, да направиме еден голем договор кој што е многу значен за едината на Македонија. Дека власта го преспала периодов додека другите влади излегле со низа мерки и стратегија, изминатиот период на големо алармира економисти за Алфа. Сите се едногласни дека не чека тешка зима со еден куп предизвици. Капак на се е инфлацијата, која полека но сигурно ближи до 17%. Иако државата не направи сериозен исчекор во изнаоѓање решенија, таа ќе стаса до 20% што ќе биде и погубно за сите. Претходно и економистите и меѓународните финансиски институции неколку пати алармираат дека цените ќе одат нагоре, а за жал сиромаштијата се повеќе ќе се продлабочува.